Добро утро, Македонија. Добро утро до сите вас кои што и ова утро сте заедно со нас со утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. Денеска е среда, 8 мај. Денес Македонија гласа. Денес Македонија гласа по втор пат во вториот круг за председателските избори, 7 поред, и гласа за парламентарните избори по 11 пат. Некаде за половина час од сега, во 7 часот наутро, сите избирачки места ќе бидат отворени во Македонија и сите вие кои што имате право на глас, може да си го остварите своето гласачко право, да си излезете и да си го остварите своето право. Инаку, 6 часот и 25 минути, редовен термин за нашата утринска програма. Секој работен ден од ова студио ви постакуваме добро и убаво утро. Истото го правам и јас ова утро и секако ќе ве повикам до 9 часот и 15 минути да бидете заедно со нас со утринската програма на Алфа телевизија, како што впрочем сте и секое утро. И ова утро ви подготвивме интересни содржини. Ке имаме овде малку повеќе 3 разговори денеска во студиото, бидејќи е се уште предизборен молк до вечер до 19 часот. Ние како одговорен медиум го почитуваме тоа и денеска, исто како и вчера, нема да ве вклучиме вас, за жал, во нашата емисија. Немаме тема денеска за вас и, меѓутоа, добрата вест е тоа што веќе од утре повторно ќе си се дружиме, повторно ќе имаме теми и телефонските линии ќе бидат отворени за вас, да си го кажете вашето размислување на темите кои што ви ги поставуваме секое утро, односно секој работен ден. Инаку, би сакала за почеток, како и секое утро, да ви ја прочитам накусо временската прогноза, какво време не очекува денот по убави 2 дена сончеви. Денеска времето малку студено, доаѓајќи навака кон телевизија, малку студено, малку облачно, а ќе биде такво во текот на целиот ден, не само во Скопје, туку и ширум целава наша република. Инаку, променливо облачно време, попладне и во вечерните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со пообилен пороен дожд за кратко време, силни електрични празнења, засилен ветер и појава на град. Во Скопје променливо облачно, попладне и во вечерните часови ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во делови од котлината ќе има услови за појава на краткотрајно невреме, што значи дека денеска не излегувате од дома без да си земете, да си понесете чадор, бидејќи времето ќе биде облачно и, како што кажав, врнежливо. Да одиме со она што се наши содржини за денеска, бидејќи немаме телефонски јавувања. Денеска ќе проследите една македонска приказна. Овие приказни се полни со мудрост, верувајте, и на ваше барање ви одбравме денеска интересна народна приказна. Веднаш потоа вкусот на традицијата и вестите во 7:30, а ние овде со првиот разговор во студиото се вклучуваме некаде во 7 часот и 40 минути. Останете со нас, не го менувајте каналот, следува промо, она што ќе може да проследите во денешната утринска програма Добро утро секое утро и вестите во 6:30. Не го менувајте каналот, останете со Алфа телевизија. Иницијатива на Добре дојде Македонија за женско предприемништво, јакнење на жените преку развивање на нивните занаетчиски вештини. Одиме на Козијак во новиот уникатен комплекс Гризли Иглос. Избери пролет, направи пролетна чистка, пролетно чистење и голем генералка викенд во организација на нула отпад. Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и си продолжуваме со утринската програма Добро утро секое утро. Првата гостинка ни пристигна веќе овде во Алфа, убаво си се сместивме и време е за првиот разговор ова утро. Ке зборуваме за пролетното чистење или така да речена избери пролет, направи пролетна чистка, бидејќи пролета е време кога сите си ги чистиме домовите, а зошто да не си ги исчистиме домовите и од електронскиот отпад. А ова утро нашата прва гостинка заедно со нас и со вас, почитувани гледачи, е Билјана Костадинова, човекот кој што е главна за односи со јавност во нула отпад. Билјана, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана за гостување денеска на овој изборен ден.
Нула отпад сме зборувале повеќе пати, последен пат бевме ние кај вас на гости. Зборувавме за 1 април за она екомаска која што беше тогаш актуелна. Меѓутоа, сакам сега за почеток да им објасниме на нашите гледачи една кусто представување на нула отпад, лична карта на нула отпад. Кои му се главните активности, кога е формиран, со која цел? Најпрво, добро утро и благодарам на поканата. Овој пат кај вас да дојдеме на гости. Друштвото за управување со отпад, нула отпад, е непрофитна организација која што се занимава со организација на посебните текови на отпад. Нашите почетоци датираат некаде од крајот на 2012 година и од тогаш функционираме исклучително активно и сме поим за позитивни вредности токму во доменот на заштита и унапредување на животната средина. Оно што нула отпад го работи во соработка со општините и јавните комунални предпријатија е организација на собирање, транспорт и рециклирање на електричниот и електронскиот отпад и отпадните батерии, со цел да го намалиме количеството на овој вид на отпад во контейнерите, до контейнерите, во природа, на депониите и да ја подигнеме јавната свест за немешање на овој вид на отпад со останатите. Сега кажавте да ја подигнеме јавната свест. Колку, на кое ниво е јавната свест во нашава земја? Знам дека имате низа активности по училиштата, каде што се трудите од мали нозе на дечињата да им ја вметнете она еколошка свест, нели, за рециклирање, за одделување електронски отпад, пластичен отпад од останатиот. Ваш домен е електронскиот и електричниот отпад и батериите. До каде сме? До каде ни е свеста? Така, за да се знае за нештата, да се биде свесен за нештата и да се практикува истото, се 3 различни работи. Од тука, за да можеме да имаме висока свест, која што ќе биде на ниво на веќе воспоставени навики, мораме да започнеме со едукација. И сами по себе знаеме дека како возрастни веќе воспоставените навики многу тешко се менуваат. Затоа нашата цел е преку децата да направиме една смена на генерации која што во иднина ќе умее и ќе знае како да ја заштити и унапреди животната средина. Од тука за формирање на еколошка свест, главното оружје како во нашиот еколошки арсенал е токму едукацијата. Преку најмладите да внесеме екокултура во секој дом, бидејќи секој поединец како делува зависи од тоа каква личност оформил во периодот на раното детство и какви навики оформил во тој период. Ве прифаќаат децата по училиштата, така? Апсолутно. Знам дека носат и батерии, селектираат. Имате низа активности, може да споменеме некои од овие последни активности по училиштата, највеќе сте во аеродром, така? Во таа општина или во сите? Во сите општини ширум подеднакво Македонија, сме, така? Да, Секаде. секој училиште која има интерес, јас морам да кажам дека самите училишта, раководствата и наставниците се навистина ангажирани да ги вклопат еколошките содржини во своите тематски планирања и работат многу. И самите не контактираат за да правиме заеднички акции, па тука би искажала и благодарност, бидејќи без воспитно-образовните институции и нашето образование како неформално не би ги имало тие резултати доколку нема желба, нели, од училиштата и од градинките. Истото да се инкорпорира во нивната едукација, во нивното секојдневие, за да можеме да им да предадеме еколошка едукација кај децата и да ги одржиме еколошки ангажирани, мораме да им понудиме содржини кои што ќе бидат интересни и забавни за учество, да, и адаптирани на нивното развојно ниво. Потука нашата едукативна програма не е екс-катедра предавање, тука е на интерактивен и креативен начин. Караванот на Супер Еко Херои веќе години, неколку години се реализира во сите училишта, во сите општини, во сите градинки. Нашиот супер херој 0, децата веќе го имаат прифатено, се идентификуваат со него бидејќи самиот е дете и сериозно ја сваќаат својата задача да бидат негови помошници, бидејќи тргнуваме од помислата супер херојот 0 е еден, а ние луѓето сме многу. Валкаме многу и создаваме многу отпад. Па од тука на супер херојот 0 му е потребна помош токму од децата. Децата сериозно ја сваќаат оваа задача, пренесуваат дома и се грижат дома отпадот кој што се создава во нашето секојдневие правилно да се селектира. Супер херојот, кажавте дека е оној кој што ги мотивира децата. Мислите ли дека преку децата можеме да ги мотивираме и возрастните?
Дефинитивно нашето искуство говори дека тоа го постигнуваме. Имаме јавување од родители, од баби, од дедовци кои што се заинтересирани децата добиваат мали кантички за собирање на отпадни батерии на секоја едукација каде што одиме, добиваат сликовница со суперхерој од нула. И на самата кантичка е бројчето на еколинијата и на самата кантичка пишува само за отпадни батерии. Сите во домот, каде што сме направиле едукација, во таа кантичка ги ставаат старите батерии, повеќе не се расфрлани по фиоките, не се фрлани во обична канта, туку таа кантичка е за сите членови од семејството и таму се собираат старите батерии. Кога ќе се наполни кантичката, во училиштата и во градинките има канти за селекција на отпадни батерии и таму едноставно се истура кантичката. Преку ваков достапен сервис, едноставна постапка на која што целото семејство може да селектира и достапен сервис каде тие батерии да завршат наместо да ги фрлиме во комуналниот отпад. Кога на децата им велиме дека една батерија толку малечка, наведом велиме што би се случило ако ја фрлам во обична канта, што би можела да направи една толку мала батерија. Меѓутоа кога ќе им кажеме дека токму таа мала батерија има моќ да загади вода потребна за 11 луѓе во текот на една година, верувајте дека сите со чудоневиденост гледаат на тој податок и останува во нивната меморија и повеќе ни една батерија од нивниот дом не завршува во обична канта, а камоли во природа или надвор. И внимаваат. Имаме и игри кои што ги практикуваме како игри без граници, значи на креативен начин имаме една екотрка која што неодамна ја промовиравме. Значи постојано ги ја збогатуваме нашата програма со цел да ги одржиме еколошки ангажирани и таа моторика на фрлање на батеријата во кантата, зелената канта за отпадни батерии, навистина останува во нивната меморија и веќе се формираат навики кои што се надевам дека и како возрастни ќе ги практикуваат. Многу убаво објаснивте. Да се надеваме дека, како што кажавте, ќе останат овие навики. Сега, она што е повод за вашето гостување е она акција која што трае веќе од денот на планетата Земја од 22 април. Тоа е Избери пролет, направи пролетна чистка. Пролет, убаво време за чистење, си ги чистиме домовите, нели велиме пролетно расчистување. За каква акција станува збор? Така, на пролет денот и ноќта доаѓаат во рамнотеже, мозокот и телото природно ја следат таа трага, се буди природата, ја будиме и еколошката свест. Тоа е пораката на оваа акција, Избери пролет, направи пролетна чистка. Имавме празници убави, можност повеќе да бидеме во домовите, да видиме, да провериме во орманите, имаме стари лаптопи, стари мобилни телефони кои што повеќе не ги користиме. Ова е значи само за електронскиот отпад, така? За електронскиот отпад и батерии што имаме во домот. Значи во подрумите, во гаражите се наоѓа по некој стар шпоред, фрижидер кој што ги чуваме, имаме некоја навика да чуваме работи за некој ден да можеби да не користиме, да. Меѓутоа има една народна поговорка која вели доколку нештата не сте ги користеле повеќе од една година, тогаш најверојатно и не ви се потребни. Велиме да направиме место за убава енергија, да ги отстраниме работите кои што не ни се потребни во домот, а само зафаќаат простор. Значи станува збор за се што работи на струја или батерии, почнувајќи миксер, тостер, фен, мали уреди од домаќинството, па се до бела техника и поголеми уреди кои што ги чуваме, телевизори, машини за перење, фрижидери, термопечки, клими уреди. Се што спаѓа под електронски отпад е сега. Како да ве контактираат гледачите? Има сигурно заинтересирани кои што може би и сега со оваа наша информација ќе се сетат дека може би имаат нешто подзаборавено или во домот, или во подрумот, или на терасата. Како да ве контактираат? Како изгледа тоа чистење? Имате телефонска линија, ќе си ја кажете. Како потоа? До каде треба да се изнесат, бидејќи, да кажеме, ако е фрижидер или ако е шпоред, тоа е малку потешко. Па како транспортот, кој го организира обично, вака сите ние имаме проблем околу тоа. Така. Еколинијата како достапен сервис за граѓаните, тоа е телефонскиот број 070-236-000, каде што граѓаните секој ден може да се јават и да пријават стара... Секој ден од колку до колку? Цел ден работи еколинијата за пријавување, значи цел ден може да се пријавува стара електрична и електронска опрема од своите домови. Значи едноставно се јавувате, оставате ваши податоци, адреса каде што се наоѓаат уредите и ден претходно ние ве бараме
кој ден доаѓа транспортна фирма да ги преземе уредите. Трошоци луѓето кои што имаат отпад немаат никакви, така? Да, апсолутно е бесплатно. Само се јавуваат и Да, бесплатно преземање од прагот на вашиот дом, што значи дека нема никаков ангажман од ваша страна во однос на кревање, симнување до пред влез, значи од прагот на вашиот дом. Значи до врата, да кажеме. Видете и во домот, може си, така. да речеме машината ви е во домот, во ходникот, од таму се презема. Меѓутоа, само треба да е исклучено од вода и струја. Да е исклучено од вода и струја и да е на достапно место за преземање. Тука излагаме во пресети на тие повозрасни граѓани, изнемоштени лица кои што не се во можност кога станува збор како што напоменавте за тие габаритни уреди, ниту па да ги поместат од своето лежиште. Значи нема апсолутно никаква потреба ниту да се поместува, само да биде исклучено И може вие да си го преземате понатаму. Потребно е некој да отвори врата. Така. Да отвори врата и доаѓа лиценцирана транспортна фирма која што го презема отпадот и го доставува до рециклатор каде што ќе биде подложено на соодветен третман. Така. Сега би сакала во овие рамки да ја споменам и генералка викендот кој што трае односно во месец мај. Так. Вие сте овде партнери, така во целата таа голема акција на територијата на цела Македонија. Да, станува збор за една од најмасовните акции еколошки кои што се организираат во нашата држава. Оваа година 4-ти пат се организира. Ние веќе втора година сме дел од оваа убава организација, која што е најмасовна и покажува... Се чисти територијата на Македонија, така секаде. Оваа година сите 81 општина учествуваат. Минатата година беа 52, ако не се лажам, општини. Оваа година одиме понатаму, сите 81 општина изразија интерес за учество. Минатата година учествуваа 15.000 волонтери, беа вклучени 300 училишта, невладини организации, значи станува збор за една алијанса од Кога ќе се случува? невладини и владини институции. Предвидена е 17 и 18 мај да се случува на повеќе од 250 локации ќе има акции за чистење, така што еве ги повикувам гледачите да ги следат социјалните мрежи на Нула отпад и на Генералка Викенд. Men and Mountain е организацијата која што е иницијатор на оваа акција и која успешно ја спроведува веќе 4-та година во соработка со Пакомак, Нула отпад и повеќе општествено одговорни компании, чиј број секоја година се зголемува. Нели интересот да се врати назад кон заедницата и екологијата веќе поуспешните компании ја вклучуваат во својата стратегија на делување, што не радува и што иде во прилог нели на сите нас, така што сите заедно преку заедништво и еден координиран пристап да го собереме отпадот и да се исчистиме нашата држава. Интересно е што овој проект се состои од два дела. Едниот е Генералка Викенд, самото чистење. За време на тој викенд е 2 дена кога ќе се чисти на повеќе од 250 локации, а другиот дел е Сончева гора. Тоа е наесен кога за секои 10 килограми собран отпад кој што ќе го собереме оваа година, ќе се засади по едно дрво. Така што е навистина убава идеја која што дава резултати и ни дава можност отпадот да го претвориме во зелена иднина. Да. Убаво е ова се што го кажавте, ќе се чисти на 250 локации. Меѓутоа се враќаме повторно кај свеста. Што потоа? Значи сме имале и кажавте веќе неколку години, вие веќе втора година поред учествувате во овој Генералка Викенд. Што потоа? Потоа пак повторно ние луѓето си ја прљаме, си ја уништуваме, си ја валкаме природата, со тоа што се враќаме повторно на свеста. Колку како држава правиме или што треба да направиме за да се подигне свеста кај сите нас, почнувајќи од децата, и навистина за поздрав е она што го правите вие како Сдружение Нула отпад со сите ваши активности по училиштата. Што е со возрастните? Ние сме сите сведоци како еве и јас исто така кога се возиме по булевареве, по Партизанска сум сведок како од пушоци од кола се фрлаат на улицата. Имаме, кога шетаме, има канти, да кажеме, поставено за ѓубре. Никој од нас не го фрла ѓубрето во кантата, туку полесно е да го фрли на земја. Што како држава можеме да направиме и да промениме за подигнување генерално на свеста кај сите нас околу отпадот? Така, имаме многу иницијативи, нели со цел чиста и здрава животна средина, меѓутоа за жал немаме магично копче сейф, откако ќе исчистиме тоа да остане така и веќе следниот ден повторно се враќаме на нашата рутина.
која што за жал не оди во прилог на екологијата и во прилог на чиста и здрава животна средина. Видите, како држава ние имаме закони кои што ги транспонираат европските регулативи, меѓутоа на ова тло малку потешко се воспоставуваат во пракса. Во теорија е едно, во пракса е друго. Она на кое што и Министерството за животна средина работи е можеби и вклучување на таа комунална полиција, бидејќи навистина гледаме дека ни е потребна. Бидејќи согласно законите имавме согласно регулативите имаше заложби да се постави инфраструктура за селекција еве конкретно на електричен и електронски отпад и батерии. Поставивме нешто над 250 контейнери во повеќе од 30 општини, продолжуваме со поставување на инфраструктурата, меѓутоа наидовме на два проблеми. Прво дојде до израз тој деструктивен порив кој што го имаме, а кој што не знам од каде доаѓа. Не само за контейнери, за инфраструктура, туку еве и детски игралишта гледаме се прават, убави се по неколку дена се уништуваат, така што тој деструктивен порив мора да има санкции. Без санкции не би можеле тие работи да ги стабилизираме, бидејќи едно е да се вложува и постојано да се поставува, меѓутоа постојано се враќаме неколку чекори на нас. А тебе велите по Партизанска, во сите општини ситуацијата со контейнерите е иста. Дел беа искршени, знаете обиени. што е чудно, кога одиме на патување, тоа така не го правиме. Не го фрламе ѓубренцето на потоку, ски си го ставиме во джеп. Затоа што има санкции, затоа што системот го има, значи, ја има сепак се таа враќаме на последна тоа. алка санкција. Значи, граѓаните се заинтересирани за екологија, сакаат да бидат информирани, имаат желба за селекција, меѓутоа мора да има достапен сервис за рециклирање. За да вие го фрлите на правилно место вашиот стар миксер, мора да имате во близина контейнер. Тој контейнер мора да биде исправен и функционален. Ние имавме запален контейнер. Знаете што значи тоа? Опасен отпад да се запали за воздухот и за средината, значи во населено место. Да. Која е потребата да се запали? Тука се враќаме на Значи санкциите. треба сепак да работиме самите на себе. Јубаво кажавте, таа екополиција можеби ни е повеќе од потребна. Едно да е си ја... инспирација и да мотивираме, тоа е и нашата задача. Меѓутоа сепак мора да имаме поддршка и од системот, како што е една комунална полиција, која што ќе им овозможи на граѓаните кои што сакаат да селектираат да имаат услови каде да го направат тоа. А свеста секако краткорочни резултати не се постигнуваат во оваа работа. Континуирано мораме да работиме со децата и со возрастните. Тука и ви благодарам и вас како медиум, бидејќи постојано не поддржувате, бидејќи голем дел од граѓаните грешките кон природата и животната средина ги прават дел заради неинформираност, а дел заради несовесно и неодговорно однесување. Така што ние нашата задача во делот на информирање денеска ја правиме и континуирано нели ја следиме. Така е. Ќе продолжиме и понатаму да ве следиме секоја ваша активност. Ви благодарам што ова утро бевте заедно со нас. Еве се надевам дека колку толку успеваме со овие едукативни, информативни разговори да ја подигнеме свеста кај сите нас за да си ја чуваме нашата планета Земја, односно конкретно нашата Македонија, бидејќи е преубава да си ја чуваме чиста. Благодарам за гостувањето. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со нашата програма. Сега од овде од студиото ве водиме во Козјак на една уникатна туристичка атракција. Станува збор за проект наречен како Гризли Иглос, кој е единствен ваков проект на Балканот. Ве повикувам сите заедно да го проследиме прилогот кој што го подготви нашата Ирена Спировска. Денес решивме да се оддалечиме од градското секојдневие и од вообичаениот сообраќаен метеж и да дојдеме на место каде што има невообичаено убава гледка, која што плени со својот раскош и природна убавина.
Козјак е најголемата вештачка акумулација во нашава земја, која се наоѓа на само 40 на километри оддалеченост од нашиот главен град, а нуди неверојатен спокој, мир и убавина. Ова е место каде што ќе ги наполните вашите очи со убавина и ќе уживате во сите бои на цвеќињата која пролета со сета раскош ги растурила на оваа наша туристичка атракција. Езерото се наоѓа на надморска височина од неполни 300 метри и е сместено помеѓу планината Сувагора на запад и резерватот Јасен на исток. Тоа представува најголема вештачка акумулација во нашава земја, по површина, длабочина, по должина, но и по вкупното количество на вода во него. Панорамската гледка на Козјак е восхитувачки убава и импресивна. Сините и зелените нијанси на околниот амбиент се вистински одмор и рај за очите, а чистиот воздух и цвркотот на птиците едноставно го магепсуваат секој патник добронамерник. Целото езеро е долго 32 километри, некаде е длабоко и до 130 метри, а максималното растојание од едниот до другиот брег изнесува 400 метри. Водите на реката Треска, кои го напојуваат езерото, се вбројуваат меѓу најчистите води на Балканот. Обколено со бројни ридови и падини, кои му даваат посебна убавина, ова место е атрактивно во сите годишни времиња, а особено во овој период од годината, кога природата е разбудена после зимскиот сон и несебично го нуди својот раскош и убавина. Крај езерото се кријат мноштво патеки кои се одлични за авантуристите кои сакаат да ги откријат природните убавини. А се смета дека Козјак е вистински рај за влюбениците во рекреативниот и спортскиот риболов, поради тоа што акумулацијата има неголемо богатство на риби во Македонија. Во летниот период езерото е погодно за кампување, а речиси преку целата година, со исклучок на зимскиот период, ова е посебно атрактивна локација за пикник и за излет, за сите оние кои сакаат да се оддалечат од бучните улици и да уживаат во природата. Од неодамна, локалитетот Козјак и општина Сопиште станаа побогати за уште една несекојдневна и уникатна туристичка атракција. Комплексот Гризли Иглос, кој е единствен од ваков тип на Балканот и пошироко. Сочинете од 5 Гризли Иглос сместувачки капацитети кои што се комплетно македонско производство, монтажни, еколошки, одржливи, користејќи обновливи извори на енергија и рециклирани материјали. Овие гризли куќички се направени во хармонија со природата, обезбедувајќи комфорт за гостите без да го нарушат еколошкиот баланс.
Комплексот Гризли Иглос е лоциран на масивот Јасен, на надморска височина од 1300 метри. Пределот е изразито планински, на само 2 километри воздушна линија од кањонот Матка, што нуди единствена можност да се видат и езерото Козјак и кањонот Матка во еден ден, преку прошетка или јавање коњи. 5 Гризли Иглос се поставени на различни позиции и сите ја имаат истата фасцинантна гледка, поради која ќе посакате тука да се задржите што подолго. Симпатичните сместувачки капацитети се всушност уникатни монтажни куполи, дизајнирани и произведени од извонредни македонски умови. Штитат од сите временски услови, а при тоа стојат без никаква собствена конструкција, подпирајки се единствено на собствената контраеластичност. Произведени се од најсовремени полимери, кои имаат неверојатни својства и особини од аспект на хигиена, издржливост, транспарентност и заштита од штетни UV зраци. Се што е направено е од природни или рециклирани материјали, кои го прават Гризли Иглос еко-френдли. Атрактивноста на така наречените Bubble Iglus се должи на прозрачната купола, поради која и кога сте внатре, имате можност од сите страни да гледате надвор. Практично, како воопшто и да не се наоѓате во затворен простор, што создава неповторливо чувство и несекојдневно уживање. Внатрешно се уредени во скандинавски стил и зрачат со удобност и топлина, а се во сред дивина. Концептот на овој необичен екокомплекс е да биде дом на љубителите на природата, кои тука треба да бидат не само гости, туку и домаќини, кои ќе го почувствуваат местото како свое. Замислата е оние кои престојуваат тука, самите да си земат дрва, да си запалат оган, секој да исчисти сам позади себе пред да си замине од тука, исто како што внимаваме да биде чист и уреден и нашиот собствен дом. Практично, Гризли Иглос настојува да прирасне во заедница, чија мисија е да и се одолжиме на природата за сето она што ни го дава. Ако се прашувате од каде е идејата тука да никне еден ваков необичен и по многу нешта единствен комплекс, одговорот е во жилбата на неговите иницијатори и креатори, кои се големи влюбеници во природата и кои тука многу често престојувале. Па добиле желба да направат проект кој ќе им дозволи на голем број луѓе да го искусат истото чувство и убавина, да уживаат во природата, да можат да преспијат под звездено небо, да бидат во допир со природните елементи, земја, сонце, вода, воздух, оган, а при тоа да ги имаат сите удобства на современ дом. На прашањето дали беше тешко да се реализира посакуваната замисла и кои се најголемите предизвици со кои се соочуваа, тие велат дека ништо не е тешко, особено кога пасијата ќе стане обсесија. Тогаш, дури и најтешките предизвици се надминуваат со леснотија. Тие додаваат дека интересот за Гризли Иглос е огромен од самиот почеток и дека се среќни што луѓето се спремни да прифатат нови концепти. А помислата дека овој проект можно е да одекне во иднината и со тоа да направи промена во концептот на градење објекти во природата од екоматеријали, кои се неинвазивни и не штетат на природата, буди кај нив огромна радост. Да се преспие со чувство дека сте под отворено небо, да се види изгри сонцето рано наутро, да го испиете првото утринско кафе во потполна тишина и да уживате во магичното зајдисонце, се само дел од моментите кои престојот на едно вакво место ќе го направат незаборавен за секого.
Ве прошетевме малку до Козјак и навистина преубава туристичка атракција, како што видовте од прилогот, единствена на Балканот. Убава можност, секој од вас, ако имате слободно време, отидете на Козјак, не е ни многу далеку од Скопје и уживајте во овие навистина ова преубава, еве коментираме и со гостинката Гризли Иглос, како се викаат, преубава атракција. Инаку повторно сме назад во студиото, втората гостинка ни пристигна, веднаш до мене Емилија Миладинова Аврамчева, председател на Сдруженијето Добре дојде Македонија, Welcome Центар. Емилија, добро ни дојдовте во утринската програма и веднаш да си го започнеме разговорот, бидејќи нема да имаме многу време. Имате еден проект кој што вие веќе почнат од 1 април и трае се до крајот на оваа година, а тоа е промовирање на женската иновација и креативност на пазарот. Имавте вие веќе еден таков проект, најверојатно имавте на минатата година, имавте на вистина одлични резултати, претпоставувам дека сте и задоволни, затоа продолжувате и оваа година. Да го објасниме проектот и да ги поттикнеме жените да ви се приклучат, бидејќи има се уште време до крајот на годината, нели? Да. Благодарам најпрво, добро утро и благодарам што еве сум ваш гостин повтор пат и минатата година бевме заедно. И стварно се радувам дека овој проект и оваа година е одобрен и поддржан од амбасадата на Словенија. Ова е поттикнување на женското предприемништво. Фактички овој проект е од почеток обуки за мануелни вештини, што вклучува плетење, везење, ткаење, шиење, до едукација и поттикнување како да се отвори собствен бизнис и да се брендира својот производ. Јас сум многу задоволна, затоа што од минатата година веќе многу жени си отворија на Инстаграм, на Фейсбук свој профили и почнаа онлайн да продаваат. Имаме и случаи каде што некои од жени го напуштија работното место како шнајдерки, шивачки во одредени фабрики и се осмелија да направат нешто свое, собствено, бизнис. така. Овој проект е значи поттикнување и поддршка на жените, вклучувајќи и жени од ранливи категории. Значи самохрани мајки, жени со деца со посебни потреби, различни облици на ранливи категории на жени. Го зачуваме обликот на децентрализација, значи не се одвива само во Скопје, него тука се опфатени 4 града. Покрај Скопје, тоа е Куманово, Битола, да, и Струмица. Така што самите обуки се различни во различни градови. Например, во Скопје имаме обука за шиење и тој повик се уште не е објавен, на крајот на месецот ќе се објави и тој ќе биде обука за шиење на 12 жени, каде што ќе се одвива во Академија Скала. Ќе биде ментор Катерина Тошева, кој ќе ги обучува техники на шиење и на кроење. А целиот овој проект е во координација со модниот дизајнер Ирина Тошева. Значи, Добро дојде Македонија Welcome Центар како здружение го организира и јас лично сум координатор на целиот проект, меѓутоа во креативниот и во дизајнот е вклучена Ирина Тошева. Значи, повикот е објавен и во Куманово. Ќе се одвива едукацијата во Средното училиште Перо Наков, каде што ќе се обучуваат шиење, плетење, везење и она што е најинтересно, таму има машина за ткаење, ќе се вратат старите занаети за ткаење. Интересот ви е голем, така, за ова, бидејќи од минатата година исто така имавте одлични резултати, еве одати фотографии од ова е од минатата година, така, од Да, сакам да кажам дека и во Струмица ќе се одвива само плетење, ментор е Иван Ангова, која ги обучува за плетење и многу од нив, повторно да кажам, се охрабрија, имаат своји производи и си започна собствени бизнеси. Ме интересира која е старосната граница на жените кои што може да се пријават на овој проект. Да ви кажам дека минатата година имаше девојченце од 14 години, се јави една ученичка од 16 години.
Возраста е значи до 50 години каде што жените Нема ограничување? нема Така. ограничување никакво. Значи може и повозрасни дами да ни се јават. Меѓутоа, кога станува збор за возраста, има малце лимит да бидат работно способни, Така. да можат да си отворат собствен бизнис. Така. Тоа е, мислам, целта. Иначе, што повеќе млади се јавуваат, за нас е тоа голем интерес, бидејќи ова е и семеен бизнис. Многу пати во самото семејство треба да се организираат како да го организираат своето производство, како да го продаваат на пазарот на труд, а за тоа треба и повеќе Емилија, во моментот одеа фотографии Да. од модна ревија. Да. Тоа е, предпоставувам, круната на овој проект со завршна модна ревија. Овие модели кои што ги видовме, тоа се сите произведени од ваши жени кои што го почнале, да кажам, кои што го започнале овој проект, така? Да. Така, например, каде што има обуки за шиење, го шијат едниот дел, а каде што има обуки за плетење, за рачни работки, има, например, горен дел, ташнички, капи, накид. Значи, тоа е комбинација на сите овие жени што ќе учествуваат, секој со еден дел да учествува на самата ревија. Оваа година, значи за разлика од минатата година каде што имаше обука на 36 жени, оваа година одиме со обука на 100 жени, каде што 60 жени ќе бидат вклучени во мануелни вештини, обука за мануелни вештини, плетење, шиење, везење и ткаење, а 100 жени ќе бидат вклучени во едукација како својот производ да го достигнат да биде собствен бренд и како да се стекнат со алатки за маркетинг вештини, така. Маркетинг вештини и продавање по социјални медиуми. Значи ова е, како да кажам, комплетен проект. Има лица кои воопшто, значи, не знаат да работат, некои од нив почнале веќе со мануелни вештини, значи различно е степенот на знаење, до брендирање на својот производ и едукација како да го продаваат на пазарот на трудот. Значи тоа е еден процес кој е релативно краток, значи од април до декември, меѓутоа интензивно се работи за да се од почеток до финален производ. Емилија, ме интересира дали оваа обука или овој процес е бесплатен или учесниците треба нешто да плаќаат? Има ли некоја селекција? Не, значи, овој проект е бесплатен, затоа што тој е поддржан од амбасадата на Словенија. Она ги покрива сите трошоци за едукација, за обуки, транспортни трошоци, самите, например, кога доваѓаат во Скопје, бидејќи завршува овој проект со модна ревија и со базар, затоа што некои произведуваат работи кои се исклучиво само за продажба на базар, а некои добиваат едукации каде што моделираат фустани, моделираат блузи, кошули, сето тоа кој се употребува и ќе биде дел од модната ревија. Она што е исто додатен елемент кој е многу важен е што модната ревија оваа година ќе биде под Fashion Weekend и модели, значи не се манекенки, него модели се деловни жени од представнички на дипломатскиот кор и од македонското општество, значи за истакнати, Илани беше така. Истакнати личности од македонското општество, значи имаше докторки, професорки, политичарки, жени што се сопруги на дипломатите, вработени во амбасадите. Значи со задоволство ги носе овие производи, така. И тоа беше многу голем потик за и охрабрување за учесниците, бидејќи ме разбирате некој кој доаѓа од некоја ранлива категорија, која многу незиниот живот се сведува на домот, и многу малци излегувања, наеднаш произведува за истакнати личности. И тоа е многу потикнувачки и охрабрувачки да започнат свој бизнес. И сега, предпоставувам дека можеби ќе мотивираме и со овој разговор
дами, жени, девојки да ни се јават, да ви се јават кај вас, да учествуваат во овој проект. Како се аплицира? Каде може, кажавте, се уште не е отворен повикот до крајот на месец. Каде да ве најдат? Како? Да, значи на нашата страница и на Facebook и на веб страница се објавени тие повици. Се објавени за Битола, Куманово и Струмица, а за Скопје ќе биде до крајот на месецот објавено. Меѓутоа, веќе се јавуваат многу жени на... Во вашето здружение, така? Да, на нашето здружение, пишуваат пораки. Ние на секого имаме објавено линк и контактни телефон до кого да се информира доколку се заинтересирани. Минатата година, например, имавме заинтересирани 100 учеснички, од кои се избра 10. Значи сепак постои селекција, така? Постои, сите имаат можност да се пријават. Меѓутоа, самите ментори потоа преку разговори, преку интервју, гледаат кој има стварно желба тоа да го учи и колку даваме предност на ранливите категории на жени. Водиме сметка за мултикултурата, значи да бидат вклучени жени од различни етникуми и тогаш се пополнува бројката и започнуваме со со обуките. Еве сега веќе започнуваме на 9 и 10 мај, веќе започнуваме со обуките во Битола. Така. Значи веќе колку пати дневно, колку пати неделно се среќавате значи, и еве конкретно бидејќи се 4 града, секој си има своја агенда. Значи сите ќе имаат 40 часа обуки. Дали е плетење, дали е шиење, дали е везење, во школите е полесно, бидејќи они имат и самите професори ќе бидат ментори, кои веќе ги обучуваат шиење, везење, плетење. За ткаење ќе им однесеме посебно лице кое ќе ги обучува, затоа што во школите немаат инструктора по ткаење. Значи, ова е се сега бесплатно, сите овие обуки, а материјалите кога се произведува на крај производот? Сакам да кажеме дека овој проект е зелена агенда. Ние минатата година успеавме од домаќинства, од фабрики да собераме потребни материјали да ги користиме. Значи многу ретко купуваме нешто што е потребно за додатни елементи. Меѓутоа воглавно тоа се материјали кои се по фабриките, по домаќинствата, секој има нешто кој може да донира и го потребуваме. Значи се купуваат, например, вуница, игли за плетење, се купуваат такви материјали. А воглавно материјалите што се ткаенините, воглавно гледаме ткаенините да бидат донации од фабрики и домаќинства и се употребуваат за ревијата. Дури тоа што собираме, го донираме на училиштата да можат да работат. Еве би ги охрабрила и тие кои имаат текстил, кои имаат фабрики, тие што се поголеми парчиња да ги соберат и да ги донираат на текстилните училишта, бидејќи они стварно имаат потреба од материјали кои им се важни за обуките. Да. Одличен проект на вистина, ке го пратиме, ке го следиме и понатаму и јас се надевам дека ќе не поканите на она завршна модна ревија кога ќе биде, кога сето ова веќе ќе дојде, сега сме сосема на почеток. Имаме уште неколку минути до крајот на разговорот, би сакала сосема накусо да ни кажете околу останати активности на Здруженијето Добре дојде Македонија покрај овој голем проект кој што го правите во соработка, односно кој што е подпомогнат од Словенечката амбасада. Од амбасадата на Словенија. Значи, нашето здружение, нашата основна мисија е културна дипломатија. А тоа значи промоција на државата преку културата. Ние, значи, сме како едно каче на интеракција на културите. Ние промовираме македонската култура, а пред странците кои живеат и престојуваат во Македонија, а оние промовираат својата странска култура. Така што минатиот месец имавме кинеско утринско кафе и чај, каде што беше промоција на кинеската култура. Сега веќе е најавена промоција на полската култура преку полско утринско кафе, така што нашата интенција е културата.
И сите проекти кои што се добиваат и е поддржано нашето здружение од амбасадите претежно е во сферата на културата. Например, 5 години наназад го работевме мозаикот. Бевме поддржани од амбасадата на Швајцарија, бевме поддржани од амбасадата на Бугарија и стававме, тоа беше мозаик инсталации, каде што на јавни простори правевме мозаик од керамички плочки и исто тоа беше од отпадни материјали правевме уметност. Сме биле поддржани проекти од амбасадата на Словачка за екологијата, за време на ковид, исто помагање за време на ковидот со потребни со маски, со потребни материјали на детската клиника и така. Значи, ние соработуваме со амбасадите, разменуваме искуство во сферата на културата и еве оваа година го имаме овој проект со амбасадата на Словенија, кој е многу потикнувачки и многу потребен во Македонија. Да завршам за тоа во време на развивање на технологијата и на вештачка интелигенција, мануелните вештини остануваат незаменливи. Да, ви благодарам многу за учеството во нашата емисија. Како што кажав, ќе ве следиме во сите ваши проекти и ќе бидеме гости на крајната модна ревија. Почитувани, ние одиме со блок на реклами, последуваат вестите во 8:30. Останете со Алфа. Го одбележуваме 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст. Ви го најавуваме првиот фестивал на женско здравје. И по вестите во 8:30 си се враќаме повторно во ова студио, во поголемото студио на Алфа телевизија, од каде што си тече веќе утринската програма Добро утро секое утро. Полека, но сигурно стигнуваме кон крајот, односно последниот разговор за ова утро, а денеска 8 мај е светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина. Ова утро наша и ваша гостинка е Александра Валкановска, стручен соработник во Црвениот крст на град Скопје. Александра, добро утро. Честитки за денешниот светски ден, денешниот празник, да кажам, на Црвениот крст и црвената полумесечина. Благодарам што ја прифативте поканата да гостувате овде кај нас во Добро утро секој утро. Светски ден на Црвениот крст денеска 8 мај. Како функционира Црвениот крст на глобално ниво? Па потоа ќе си се вратиме за кај нас за во Македонија. Најнапред голема благодарност што токму на овој ден еве не поканивте на промоција, на едно споделување на активности на Црвениот крст, не само на глобални рамки, туку локално, тука кај нас. Значи, за нас навистина значаен ден, 8 мај, ден на Црвениот крст, светски ден на Црвениот крст и црвената полумесечина. Инаку историјата одводи од нашиот основоположник Анри Динан, кој што всушност е и роден на овој ден. Анри Динан пред повеќе од 160 години ја промовирал, односно кај него се родила идејата за формирање на оваа веќе голема, односно најголема светска волонтерска и масовна организација. И всушност Анри Динан е еве и како факт добитник и на првата Нобелова награда, бидејќи една храбра, односно смела и хумана идеја денес представува глобално движење, меѓународна федерација на Црвен крст и црвена полумесечина во 191 земја во светот или 191 национално друштво, бидејќи зборуваме за една мрежа, за една маса од луѓе, волонтери, вработени и така натаму, кои што своето слободно време или кои што времето кога се ангажирани во Црвениот крст го даваат за доброто на заедницата, за доброто на сите оние кои што имаат потреба од помош, од поддршка, едноставно несебично вложувајќи се во промовирање на тоа хуманитарно однесување на секој нас како граѓанин, меѓутоа и помошта бидејќи во заедниците честопати се случуваат несакани дејства, пред се зборувам за катастрофите, предизвикани од човекот, од природата, и тогаш сме тука сите ние заедно здружени да промовираме и волонтерство, меѓутоа да промовираме и помош, бидејќи честопати тоа се бара од нас како Црвен крст. Црвениот крст секогаш на лице место, меѓу првите излегувате на терен, како што кажавте, кога има, не дај Боже, вакви природни или човечки катастрофи. Црвениот крст на град Скопје и на Македонија, како функционира во овие глобални рамки? Ако зборуваме за околу 16 милиони волонтери на глобално ниво, можете да ја замислите силата на организацијата. Ние сме дел
од Меѓународната федерација, односно дел од таа голема маса на волонтери и лица кои што се професионално ангажирани во Црвениот крст. И Црвениот крст на нашата земја навистина секогаш ги следи и оние текови, меѓутоа и сопствената мисија и визија, бидејќи многу е важно глобалниот контекст. Секогаш се трудиме да ги слушнеме потребите на нашите граѓани, на нашето општество и секогаш да пружиме соодветен одговор на потребите на нашите граѓани или пак општествените случувања. Во глобални рамки сме горди што нашето национално друштво е препознаено како силно национално друштво со современи капацитети, зборувајќи за капацитети и за човечки капацитети, меѓутоа и за материјални капацитети и што е најважен соодветен одговор на потребите на современото живење во нашата заедница, што значи дека сме горди на оно што го работиме. Не зборувам само од перспектива на некој кој што е нели професионално ангажиран или работи во организацијата, меѓутоа зборувам за сите оние нешта кои што нашето национално друштво ги има потврдено како признание за работата, сертификатите и сите оние попатни нешта кои што зборуваат дека сме препознаени во позиција и во регионот и во пошироко, бидејќи навистина како подрачје, како едно мало опкружување, односно мала земја, се соочивме изминатите години со многу предизвици. Да. Во поновата историја ги памтиме мигрантските кризи, односно мигрантската криза од 2015 година и соодветниот одговор, каде што нашето национално друштво даде соодветен одговор самостојно, не со поддршка на Меѓународната федерација со нејзино присуство тука кај нас, туку како сопствени капацитети на националното друштво. Меѓутоа не беа само или за жал не беа само тие предизвици, економската криза, ковидот, сите оние попатни нешта кои што попатно и се случуваа во историскиот развој на државата или пак кои што бевме затечени од природните или катастрофите предизвикани од човекот, навистина значија многу брзо екипирање на нашите капацитети и многу брзо одговарање на потребите на тоа што се случуваше. И можам со сигурност да кажам дека во голема мерка работевме или пак ги облажевме потребите на населението, пруживме соодветна помош. Некои од нештата не можеме да ги промениме, меѓутоа секогаш велиме дека сме тука со нашата мисија да ги облажиме токму оние нешта кои што се наметнати или кои што се створени како приоритет. И секогаш е важно да сме тука и препознаени каде треба да се обратат граѓаните во состојби кога им е потребна помош. Сега со право можам да кажам дека базата, темелот на Црвениот крст е во се волонтерите. Тоа се тие кои што се, да кажам, секогаш во првите борбени линии, а каде што треба да се помогне. Колку волонтери број Црвениот крст конкретно на град Скопје и на Македонија и како се станува волонтер? Тоа е многу значено за вашата мисија, да кажам, која што имате. Темелот на Црвениот крст е волонтерството. Така. И Јан Рединан, кога ја формирал идејата за Црвениот крст, односно тогаш идеја за организација која што ќе помага во конкретниот случај на болни, повредени и така натаму, бидејќи идејата се родила на бојното поле, за жал, кога имало потреба од помош кон ранетите и повредените. До денес многу нешта се променети, меѓутоа многу нешта па и останале до тој фундамент блиски. Волонтерството е нишката која што влече корени токму од тоа време. Значи, волонтерите се столбот на организацијата, што значи дека без нив нашата работа не може да биде онаква како што е. Нити во квантитетот, нити во квалитетот на оно што сакаме да го направиме. Што значи дека повеќе од 3,5, односно 4.000 волонтери на територија на Република Северна Македонија постојано се активни на терен. Тоа значи дека и во мирнодопски услови даваат одредени услуги, сервиси, се ангажирани во превентивни активности, меѓутоа и во состојби на итност, односно кога имавме состојби на поплави, земјотрес, елементарни непогоди, ковидот повторно ќе го споменам, мигрантската криза, волонтерите исто така беа тие први кои што излегоа на терен, кои што координирани од нивните локални канцеларии или од Централната канцеларија на Националното друштво, дадоа соодветен одговор на потребите на тие кои што има. Како се станува волонтер на Црвен крст?
волонтер на Црвен крст многу често прашуваат или кој може да биде или Да. како се станува волонтер и многу едноставно дека треба всушност само да се посети локалната канцеларија на Црвен крст. Ние сме мрежа на територија на Македонија, имаме канцеларии речиси во секој град, што значи дека во Скопје се 6 канцеларии плюс во другите градови, може да се појде во било која од нив, да се покаже интерес за волонтерство. Секогаш ќе има некој кој што ќе го упати потенцијално Следува волонтерот. обука после Да, тоа? секако дека следува обука, бидејќи треба да помине еден процес да се пред се видат и афинитетите на личноста, меѓутоа и нивните лични компетенции, за да се она првична проценка каде и колку може да волонтира од неговото слободно време, бидејќи не зборуваме за постојано ангажирање. И што е најважно, да се има волја, да се волонтира, да се помага, слободно време и едноставно да се дадат на располагање собствените капацитети. Инаку волонтерството, сведоци сме дека не познава ниту возраст, Да. ниту пак одредени некои препреки. Ние имаме волонтери кои што се и најмлади, односно почнувајќи од основните училишта, меѓутоа искуствата Да. зборуваат дека последните години преку социјалните сервиси за стари немокини лица беа корисници, сега се веќе волонтери, лицата во трето доба. Имаат слободно време, имаат искуство, знаење и убаво е да ги пренесат Да. на помладите генерации. Што значи дека навистина е многу важно пред се да бидат подготвени, да сакаат, а потоа, што е исто така многу важно, Црвениот крст вложува во волонтерите, значи во постојани обуки, мотивација, зајакнување на нивните капацитети, бидејќи верувајте не е секогаш лесно да се излезе на терен, да се работи со корисници, Да. да се работи и во мирнодопски, меѓутоа и во вонредни состојби, бидејќи нештата кои што се гледаат на терен се сосема поразлични од перспективата која што можеби нели ние седејќи од своите домови како граѓани гледаме и Да, сочувствуваме а друго со е тоа кога што си се на лице случува, место. меѓутоа соочувањето со проблемот или со состојбата сега овде и на терен е нешто сосема различно. Затоа Така голема, огромна благодарност до сите волонтери и честитки до сите волонтери кои што се дел од Црвениот крст во нашата држава, затоа што нивното слободно време исполнето токму со активности на Црвениот крст за нас е непроценливо. Да. Светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина имате ред активности со кои што го одбележувате овој ден. Денеска, бидејќи се избори, не верувам дека нешто ќе одбележите, меѓутоа веќе од утре натаму, односно ова е цела недела од 8 до 15, така недела на Црвениот крст, да споменеме некои од активностите кои што ќе го одбележите овој светски ден. Активностите во Црвениот крст често пати не познаваат ниту празници, нити викенд, нити вакви денови кои што се наработни. За жал или пак за среќа на корисниците кои што имаат потреба од нега или пак кои што имаат потреба од некаков вид асистенција, тука сме да помогнеме. И денеска, и така? И денеска некои активностите, некои од сервисите продолжија да течат. И едноставно мора така, динамиката на работата наметнува така. Меѓутоа, во неделата на Црвениот крст од 8 до 15 мај, веќе има низа активности кои што се планирани па и се реализираат, почнувајќи од дисеминацијски сесии, тоа значи дисеминација значи ширење на знаењата за Црвениот крст, општо за логото, амблемот, Женевските конвенции, за сето она што работи Црвениот крст и глобално и во локален контекст, што значи дека такви дисеминацијски сесии ќе се случуваат за повеќе целни групи, бидејќи една од мисиите е да го шириме знаењето за Црвениот крст. Имате ваши активности во училиштата, така? Да, да. И во училиштата, меѓутоа и пред различни целни групи, пред фирми, компании. Еве навистина вчера беше убаво со лицата од Украина кои што се со привремен престој во нашата држава и за нив се направи една дисеминацијска сесија за Црвениот крст, бидејќи се тие наши корисници. Што значи работиме и со корисниците. Ќе има и доста промотивни настани, односно ќе бидеме меѓу граѓаните и со граѓаните, бидејќи повторно ќе се вратам кон мисијата, ние сме тука за нив. Ние не треба да бидеме затворени и никогаш не сме биле затворени и секогаш треба да се стремиме што потранспарентно да зборуваме за активностите, не да се пофалиме за она што го правиме или да го истакнеме, туку да знаат граѓаните да се обратат каде, соодветно да добијат помош, бидејќи тоа е една од нашите цели. Понатаму на 21 мај, така ние го нарековме централен настан, ќе одбележиме токму по повод неделата на Црвениот крст, манифестација, веќе втора година поред, Оскар на хуманоста. Тоа е една убава, интересна манифестација за нашите
партнери, поддржувачи, донатори, бидејќи не сме сами и не сакаме да бидеме сами во ова што ни се случува, секогаш ја поттикнуваме и индивидуалната, и општествената одговорност, тоа што нарекуваме корпоративна одговорност, па и пошироката заедница споменавте, бидејќи многу е важно сите да се вклучиме во активностите и да помогнеме на што повеќе луѓе, односно што повеќе корисници им се потребни. Бидејќи социјалната рандливост е едно, а помошта кон социјално рандливи категории е друго. Така што оваа манифестација Оскари на хуманоста е една почит, едно благодарам кон сите тие донатори кои што низ изминатата година дале свој придонес во работењето на Црвениот крст и сме среќни дека се тука или биле тука со нас. Би сакала, Александра, да ги споменеме, еве, вака пред крај на разговорот, и оние ваши активности кои што и ние овде во Утринската често пати сме зборувале, а тоа е помошта на изнемоштените и старите лица во домашни услови. Имате сервис Брзо копче, кој што функционира безпрекорно и одлично. Како сте вие задоволни тука околу, имате и често пати обуки за негователки, така, кои што им помагаат на овие лица, како што кажавте, и на старите, меѓутоа помагавте и за време на ковидот, тоа некако си продолжи од тогаш или постои претходно? Ако зборуваме за помош и поддршка, слободно може да кажам дека сме отворени за сите категории, со тоа што се структурирани или активности или сервиси кои што се насочени кон одредена целна група. Се уште сме препознатливи со крводарителството, првата помош, социјално-хуманитарната дејност, здравствените програми кои што се исто така една основа на Црвениот крст и кои што се сервиси, односно програми кои што редовно и тековно се имплементираат и така треба. По новото живење или по новите текови, затоа што следиме што се случува, споменав дека тоа е еден и глобален, меѓутоа и локален контекст, побара од нас трансформирање на дел од активностите, меѓутоа повторно во согласно со мисијата и формирање на така наречени социјални сервиси. Грижа за стари, грижа за немокни лица и грижа за оние кои што им е потребна помош во домот. Одлично функционираат сервисите, корисниците според мерењето на задоволството се задоволни, бидејќи не сите стари или немокни лица сакаат да го напуштат својот дом, да заминат нели во институција, едноставно сакаат да останат во сопствениот дом и грижата да ја добиваат тука. Да. Има можност, така негователките вие ги има обучени негователи, негователки кои што ги пружаат тие услуги, меѓутоа исто и за лицата со попреченост, една категорија која исто така е опфатена преку овие социјални сервиси, она што го споменавте, итно копче, итен транспорт, значи една веќе голема мрежа од тие социјални сервиси со кои што сме посебно горди и задоволни и кои што на нивото на поставените цели и задачи ја постигнуваат својата цел. Така. Навистина имате безброј активности. Јас уште еднаш, еве на крај, ја користам оваа можност да ви го честитам денешниот светски ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Ви благодарам што секогаш, кога и да ве повикаме, има од кај вас луѓе кои што доаѓаат, како што кажавте вие, велите никогаш не одбиваме, бидејќи сме ние тука за вас, за граѓаните. Ви благодарам уште еднаш, ќе ги следиме и понатаму вашите активности и Црвениот, итното копче, итниот транспорт, сите тие и Центарот за стари лица. Ви благодарам уште еднаш што постоите, што сте секогаш тука во првите линии, да кажам, за нас, за граѓаните. Ви благодарам уште еднаш за поканата, честитки до сите волонтери вработени, да не ги заборавиме сите колеги кои што се во моментов на терен и во нашата држава и во глобален контекст, бидејќи се уште има колеги кои што работат во воени подрачја, во конфликтни состојби. Честитки за денот и посакувам уште многу години и волонтерство, и промоција на волонтерството и хуманитарна акција. Така е. Благодарам уште еднаш. Ние, почитувани, се селиме сега повторно надвор од студиото. Ја имаме веќе на линк нашата Ивана. Ивана, добро утро. Имаш разговор со Филип Ивковски од Сдружение Младите можат, еден интересен фестивал на женското здравје.
Дали се слушаме? Така, Ирина, добро утро до тебе и до Добро сите утро. гледачи на Добро утро. Секое утро се приклучувам кон честитките за меѓународниот ден на Црвениот крст, 8 мај. Ние ве поздравуваме овој неработен ден од градскиот парк во Скопје. Покрај тоа што нели денеска се одбележува меѓународниот ден на Црвениот крст и Македонија гласа за нов шеф на државата и за новиот парламентарен состав, но ние ќе позборуваме за нешто друго, ќе се насочиме кон жената, кон женското здравје и настанот кој што ќе се одржи за прв пат во Скопје и во Македонија. Настан посветен за менталното женско здравје, но и за физичкото женско здравје, насловен Јас сум и ќе се одржи во парк Шумата Газибаба на 19 мај од 10 до 14 часот во организација на организацијата Младите можат, а оттаму го имаме ова утро на Филип кој што ќе ни каже многу повеќе за тоа како настана пред се овој фестивал. Добро ти утро, Филип. Добро утро и од мене, ви благодарам за поканата. Да, пред се би го честитали меѓународниот ден на Црвен крст, но меѓу другото денес сме тука да позборуваме за првиот фестивал за женско здравје под слоганот Јас сум, кој што го организира Сдруженијето на граѓани и Младите можат со поддршка од ДМ Другерија Маркт. Во глобално станува збор за настан кој што е инспириран од нашата претходна работа, бидејќи веќе 7 години работиме на ментално здравје кај младите. Решивме дека малку треба да прошириме таа програма изминатиот период во насока на холистичко здравје и целосна благосостојба кај младите. Токму и таму тргна идејата за настан, дека можеби е потребно да се направи еден настан кој што ќе промовира целокупно здравје, особено со фокус на младите жени и девојки, и на едно место да се даде сето на содржина што треба една жена или девојка да знае. Што значи нејзиното тело, што значи да го разбере своето тело и својот организам, да може да работи и на здрави навики, на здрава ментална состојба, така натаму. И оттаму тргне и целата идеја и навистина не радува што на 19 мај стварно ќе може секој некој што е заинтересиран да дојде во парк Шума Газибаба и да ги истражи нашите зони кои што нудат најразлични содржини. Да, Филип, насловот на фестивалот е Јас сум. Пред малку, пред нашето вклучување ми спомена дека долго време немавте име за фестивалот. Зошто Јас сум и што е Јас сум? Да, долго време беше работниот наслов Фестивал за женско здравје, но знаевме дека треба нешто што е попримамливо за за сите идни посетители. И решивме што е тоа што сакаме да го промовираме, сакаме да промовираме што е автентично за секоја жена или девојка и сативме дека тоа е индивидуално. Кој како се чувствува, што сака да го истакне кај себе и затоа ќе видите низ промоцијата промовираме дека јас сум храбра, јас сум паметна, јас сум здрава, јас сум грижлива, така што секој може да се даде свој, зашто јас сум и три точки, може секој да се надополни својот слоган и да биде примамлив, односно импликативен на самиот себе. Така што тоа е идејата што сакаме да промовираме, секоја автентичност, односно да потенцираме секоја автентичност на секоја една жена и девојка. Така, настанот е од отворен карактер, се надеваме дека временските услови ќе бидат одлични. Парк Шумата Газибаба е навистина едно одлично место за ваков настан и фестивал од 10 до 14 часот, но потребно ли е претходно некакво пријавување, најавување дека ќе дојдат дамите, господите? Да, во глобала не е само за дами и господи, реално содржините се достапни за сите, и за машкиот пол, што се промовираат како и да генерално холистичко здравје, сепак е фокусот на женското тело, но сепак можат истите да бидат применливи и за машкиот пол. Не е потребно никакво пријавување, отворен настанот ќе биде буквално фестивал кој што ќе понуди различни активности. Во 4 сати пробавме да спакуваме доста активности кои што се поделени во 4 зони. Зона за ментално здравје, каде што ќе се работи на афирмација на менталното здравје, работа на себе рефлексија, себе истражување и потикнување на ментална хигиена. Зона за грижа за тело, тука ние малце идејата посветена на телото, односно како да го негуваме, кои се посебните аспекти на женското тело, женскиот организам, здравствените аспекти на женското тело. Понатаму имаме зона за здрава исхрана, каде што ќе работиме на брзи, здрави рецепти кои што можат да ги припремаат, и понатаму ќе работиме и на како исхраната треба да прилагодиме на нашето тело, особено ако имаме некоја здравствена или друга состојба. И секако зона за фитнес и релаксација, тука ќе имаме полигон каде што ќе може фитнес полигон каде што ќе може да малце да ги раздвижиме посетителите, ќе имаме можност
да ужиме вештини за одбрана и самоодбрана кај жени и девојки, малку релаксација и приземјување со јога и секако подготвивме и зона, детска зона каде што и немалите ќе имаат можност преку забава и интересни активности да развиваат здрави навики, да научат повеќе здравата исхрана, да ги потикнеме и нив, ќе имаме мини полигонче за развивање на моторика кај децата. И секако тоа се зоните кои што ги нудиме, кои што знаат имавме и повик за трка за родители и деца. Идејата е навистина меѓугенерацијски да се потикнат здрави навики. На наша огромна радост се исполни бројот на пријавување, односно на учесници кои што може да учествуваат на трката. Тоа ќе бидат над 100 родители со своите деца, што навистина не радува. Наставно ќе биде малце поинтересен, поинтерактивен, зашто нема да го отвараме со класични говори, туку ќе имаме стендап од младата актерка и стендап перформанс Надица, кој што малце низ сатира и сарказам ќе долови се оно што е улогата на жената, што се очекува од нејзот општеството, кои се оние образци кои што ги наметнува општеството за жената, така што малце ќе се насмееме, но ќе гледаме да влијаеме и позитивно од аспект на кои се улогите, предрасудите и стереотипите поврзани со жената. Групно вежбање со Елена Бубалова насока на загревање за трката, но ќе може да се приклучи секој и секој ќе не забавува млад и женски диџеј микси. Да, многу активности, навистина богата програма. Доволни ли ќе бидат овие 4 часа за да се исполнат сите овие активности кои што се предвидени за фестивалот? Па се надеваме дека ќе бидат доволни, можеби наредна прилика кога ќе го организирам фестивалот ќе биде подолго траен, со тоа што сите активности на зоните се постојани, односно цело време се обновуваат и активностите, ќе може нели во секој време да се посетат зоните, фиксени се централните активности, тргата и слично, а се она што го нудат зоните е достапно во секој време за секој посетител кој ќе дојде, за да може да ги истражи што се они му нудат на него како информација, знаење или вештина. Така, Филип, честитки за ова прво издание на Јас сум, фестивалот за женско здравје. Ви посакувам да продолжи во иднина и да прирасне во традиција овој фестивал, кој што е како од големо значење за жените, но како што спомена ти, секако и за машкиот пол, но секако имате ставено фокус и на децата. Да, во глобала да, холистичко здравје кај сите, тоа ни е идејата, односно грижа за целокупното здравје, да знаеме дека не е само физичко или ментално здравје, дека тие се во комбинација. И навистина наставно сака тоа да го истакне и да го адресира и се надеваме дека ќе може да направиме влијание кај што е можно повеќе гледачи. И затоа би сакал да ги поканам да се видиме на 19 мај во парк Шума Газибаба, да искористиме неколку часа од неделата и да ги посетиме на себе и понатаму на развивање на здрави навики. Ти благодарам, Филип, уштенаш. Иве, не ни преостанува ништо друго освен 19 мај да бидеме дел од овој интересен настан за прв пат во Македонија кој што ќе се одржи фестивалот Јас сум од 10 до 14 часот во парк Шумата Газибаба, недела 19 мај. Ивана, ти благодарам многу за овие информации. Можеме да се организираме еве заедно и јас и ти и целата екипа на утринската програма да се придружиме на овој фестивал наменет на женското здравје. Почитувани, тука некаде е и крајот на денешното издание на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секое утро. И јас ви благодарам за вашето внимание што во изминативе 3 часа бевте заедно со нас. Ви посакувам убав ден и секако повторна средба заедно со нас. Ви закажувам веќе утре, терминот го знаете, 6 часот и 25 минути. Си стартуваме по старо, значи нема да имаме веќе предизборен мол како што е тоа денеска. Ке ги очекуваме и вашите телефонски јавувања на темите кои што ви ги задаваме секојдневно. Останете со програмата на Алфа телевизија и секако се гледаме утре. Довидување.